Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат. Здраво, почитувани гледачи. Јас сум Васко, се извинувам, Бранко Трајковски, а вие сте на фреквенцијата на порталот rtk.mk и ќе ја проследите емисијата Спортски времеплов. Затоа што и вие, и јас треба да ја знаеме вистината за гениалноста, за блескавата историја на кавадаречкиот спорт. Затоа, почитувани гледачи, останете на оваа фреквенција. Јас знам дека мојата и вашата доверба, таа меѓусебен однос е голема. Уште пред 25 години, кога на Sky TV имавме рубрика Стари касети, стари снимки, кога никој ги немаше. Еве сега таа меѓусебна доверба продолжува и понатаму на порталот rtk.mk во емисијата Спортски времеплов. Затоа што, почитувани гледачи, и вие, и јас, и цело Неготино, и Перо, и Ристо, сите треба да ја знаеме вистината за кавадаречкиот спорт. Во овие корона времиња, почитувани гледачи, нашата емисија Спортски времеплов скроз е ставена во ваша употреба. Но, почитувани гледачи, сега одиме во центарот на малата саличка од хотел Фени, каде што нашите девојки пред 26-7 години ја славеа титулата освојување на купот на Македонија. Затоа, почитувани гледачи, останете на оваа фреквенција, затоа што и вие, и јас, реков и неготинчани, и Перо, и Ристо, дури и камовешката од Ваташа, па дури и коматниот од Нью Джерси, треба да ја знаат вистината за кавадаречкиот спорт. Значи, почитувани гледачи, одиме во центарот на малата саличка, каде што нашите девојки пред 26-7 години тиририм, ја славеа победата и освојувањето на купот. Ете, почитувани гледачи, ова беше мала импровизација, се надевам господинот Васко Ефтов нема да ми замери. Гледајќи ги јас неговите емисии во центар на YouTube, ете, дојдов до инспирација на овој начин да ја најавам денешната емисија Спортски времеплов. Почитувани гледачи, ете по оваа генерална најава, да кажеме дека и како сите во оваа корона ситуација и ние имавме кратка пауза, но сега одиме, продолжуваме со серијалот Спортски времеплов. Во претходните клипови, како што ги нарековме тој серијал Битката за Куманово, видовме собирање пред ДТВ Партизан, патување со автобусите, со оние автомобили до Куманово, самиот надпревар, враќањето со песна и музика, па мал пречек и на плоштадот, и сега одиме со оној завршен дел од прославата во малата саличка во хотел Фени. Па, режија, колега Маријан, можеме да одиме со видеозаписот. Ова се оние моменти кога, ете, гледаме покојниот Чичко Бранко Костов, ги пречекуват нашите кошаркарки, тука и Дончо Коцев. Расположението и кај вработените во тогашен хотел Фени е големо. Чичко Бранко доста срдечно ги пречекува нашите кошаркарки и тука ја гледаме членот на управниот одбор Јане Манчев, кој еден беше од главните организатори за ова патување кон Куманово, со цел да биде успешно и така натаму. Ева, тоа е робата, тоа е пехарот по кој се отиде во Куманово, конечно е освоен. И девојките, еве пред, спомнав и во најавата, околу 26-7 години, го донесоа пехарот овде во Кавадарци. Тука некаде ги примаат и честитките. Еден од член на управниот одбор, Тони Циглата, се жали дека го изгубил гласот, навивајќи во Куманово. Гледаме дека и девојките, Најчо Тотовски, ги примат честитките, тука е ета го и доктор Јован Ѓушев. Не е на одмет во оваа ситуација да ги се подсетиме на сите девојки што беа
во она, така да речам, акција за освојување на овој пехар. Да се подсетиме дека генерален спонзор беше господинот Тодор Белевски, веќе покоен, прв тренер на екипата Видое Секуловски, помошен тренер Тодор Андов Јутата, и еве го гледаме сега и Мишо Китев, Мишо Микомерц, еден од спонзорите на Тиквеш Флорида, а сега одиме да ги проследиме и составот: капитен Стојна Вангеловска, Кристина Трајкова, Весна Димовска, Жана Бојкова, сега Тасева, Менче Милошева, Марија Видикова, Славица Липич, Корнелија Квесич, Весна Војадиновиќ и Олга Равњак. Веќе го спомнав доктор Јован Анџушев, заедно со доктор Ангел Попангелов, масер Начо Тотовски. Од оние членови на управниот одбор го издвојуваме Марија Нацев како секретар на клубот. Очигледно гледаме дека господинот Тодор Белевски во тоа време беше доста задоволен, иако кавдаречки што знаеме да кажеме, му се исполни чеифот, совладана е една голема екипа Ино Спектар, ева го и Чичко Бранко, и тој е веќе покоен. Респект и почет за сите оние што не се веќе меѓу нас, а на некој начин беа инволвирани во овој кошаркарски клуб. Ова е мајстор Чиро Милков Тури, легендарниот новинар Бранко Ивановски, еве го гледам благајникот Трајче Мукаетов и ред други членови од управата, како што се Јане Манчев, Тони Ристевски Циглата, Киро Кадро Кавадарци, Столе Ристевски, Тарзан, Бате Петрозанов и многу други. Инаку не е на лошо на одмет да ги спомнеме и сите оние во овој момент што можам да се подсетам фирми кои помага во овој кошаркарски клуб. Пред се тоа е господинот Тодор Белевски како генерален спонзор. Ево гледаме господинот Панче Минов со сопругата, исто и тој беше присутен на оваа мала забава. Значи, Тодор Белевски како генерален спонзор, еве се сеќавам дека тоа беше Микомерц Мишо, Балкан Турист Тони Циглата, Рибница Кадро, Кавкомерц Блажо, Марија Нацев Дисконтот, Селекта Ацо Митрев, локалната самоуправа, градоначалник тогаш беше Иван Чулев, Хет Стиквер со Диме Каровски, Зоил Македонија и многу други. Ова се моментот кога заедно со браќата Далтон доаѓаме на оваа прослава. Имаше и представници од навивачката група Лозари, значи од сите структури помалку, и ја направивме она забава. И веќе почнуваат оние весели моменти, девојките имаат право да се веселат. Главната мисија, првиот дел од главната мисија, освојување на купот, успеа. И не е мала работа. Ова неколку пати го споменувам дека оваа титула по самостојувањето на Македонија е прва во град Кавадарци, освоен е кошаркарскиот куп на Македонија во женска конкуренција, совладана екипата на студент Ино Спектар, ке го спомнем и резултатот, 69-64. Финалето се одржа во Куманово, во една прекрасна атмосфера, каде нашата екипа, подпомогната од голем број на наши сограѓани кои отпатуваа во Куманово, пред се навивачката група Лозари, браќата Далтон и ред други кои од се срце ја бодреа екипата. Еве го Јане Манчев, кој имаше своја задача, своја мисија во организацијата на овој поход, наречен Битката за Куманово. Реков, тој е член на управниот одбор.
И сега имаме право сите да се веселиме. Овие снимки што ќе ги видиме некаде се до пред полноќ. Ќе спомнам нешто подоцна. А оној главен дел што траеше до утринските часови некаде до 5-6 часот наутро, тој го немаме, но и тој беше многу жустар, весел, имаше секакви сцени. Тоа беше моментот од кога во малата саличка во Хотел Фени дојдоа Кадро, Пецо и коматниот, цела порно мафија и со жива музика. Веселбата достигна голем интензитет и тоа траеше до утринските часови. Не е нормет да ги спомнам и оние помлади кошаркарки кои беа со екипата. Пред се тоа се Тодорка Делова, Милица Манчева, Ана Трајкова, Александра Ристовска, Јасминка Леова, Зорица, мислам Јованова, не сум сигурен, а сега Зорица Чемерски. Сите тие беа дел од составот на Тиквеш Флорида. Еве го Младен Дамев со... Да, тоа е коментаторот, колегата Младен Дамев со Орцо Рума, кои беа во експедицијата на патот за Куманово. Главниот виновник во наводници, кој беше причина да се створи така голема еуфорија во Кавадарци пред околу 26-7 години. А ова е мојот драг пријател Гано, кој беше редовно во првите борбени редови, така да кажам, во навивачите. Инаку, ова се материјали, почитувани гледачи, ништо не вадиме, ништо не додаваме, тоа се автентична снимка, материјал од тоа време, ништо не е извадено, само реков го нема оној завршниот дел од оваа прослава, но доволно е и ова што ќе го видиме тука. Го гледаме и Гиге Давков, Бона, и тој е долго време инволвиран во кошаркарскиот спорт, беше инволвиран во кошаркарскиот спорт. А во наредните циклуси ќе проследиме и други збиднувања, односно материјали од освојувањето на шампионската титула на Тиквеш Флорида. Ево го повторно видео Секуловски, првиот тренер на екипата. Со оваа музика пред 27 години може да се подсетиме кои македонски хитови биле актуелни во тоа време. Митко Манчев со сопругата, директор на тогашна телевизија Sky Канал, кој ги регистрира овие материјали и се разбира највеселите Тони Ристевски, Балкан Турист, Ацо Лавот, Јане Манчев, кога сме ке Ацо Лавот, да кажеме дека тој е актер во театарот на Домот на културата, а исто така и родител на Маја Бандева и доктор Јово Анџушев, кој за жал не е меѓу живите. Спомнав, ги има
неколку мина овде што се на оваа забава пред 26-7 години. Но тоа е тоа. Сите од нив имаат големи заслуги во освојувањето на овој пехар, во освојувањето на купот на Македонија. Забавата се повеќе добива во темпо, ево диџокејот Тошо Пурчо, Тошо Каров и Тодо Белевски очигледно расположен. Првиот дел од мисијата е остварен, освоен е купот и Начо Тотовски, легендарниот тренер на фудбалскиот клуб Тиквеш, инволвиран во кошаркарскиот клуб Тиквеш Флорида како масер. Ево го покојниот Ристо, популарно Цоцо. Видохме Весна Војадиновиќ со својот сопруг и актерот Ацо Видиков во елемент. Тука и Тони Циглата како најрасположени. Нешто подоцна ќе му се приклучам и јас, нормално. Реков, од овие материјали што ги гледаме, ништо немаме извадено, ништо немаме монтирано, автентично, такво како што е. Но сепак овие материјали, еве преку порталот rtk.mk, ќе бидат забележени и ќе останат како архива за она што се случувало во кавадаречкиот спорт, па така да и следни генерации имат документи да видат како се освојувале титулите, како се одело каравани да се навива и потоа како се прославува. Ева го и првиот тренер кој има големи заслуги за освојувањето на овој пехар, на оваа титула, тоа е господинот Видое Секуловски. Нормално и тој е расположен. Да, тој ќе биде запишан во историјата на кавадаречкиот спорт како тренер што ја освоил првата титула за град Кавадарци. Реков, на расположението немаше крај. Во овој момент тренерот Видое Секуловски ги кане и останатите девојки од кошаркарскиот клуб Тиквеш Флорида да се приклучат кон забавата. Како одминува времето, така се зголемува интензитетот на забавата. Напред, еве го гледаме ороводецот Ацо Видиков, лавот. Ги гледаме угостителските објекти во овој момент, еве се подсетувам кои во тоа време не служеле долго време, еве сега се подсетив кои се тоа келнери, што многу вредно го обслужуваа во тоа време хотел Фени. Славица Липич, Олга Равњак. Славица Липич и Олга Равњак по втор пат го освојуваат купот на Македонија претходната година со Симек Скопје и вториот тренер Тодор Андов, Весна Војадиновиќ, нејзиниот сопруг. Но неколку пати имам спомнато, главни адути, главни ведети на овој состав се Стојна Вангеловска и Корнелија Квесич.
кој долги години игра за поранешната југословенска репрезентација и имат настапувано на сите големи манифестации од Балканијади, универзијади, европски правенства, светски правенства и олимписки игри. И повторно Тони Циглата и Гано во елемент нормално редовно беа во шема кога треба да се навива, а исто така Тони Циглата и долги години беше инволвиран во овој клуб и како председател на клубот. Тодор Белевски, тоа до него мислам дека е неговиот зет од Белград. Ке кажам една приказка. После оваа забава некаде до 5 часот 6 наутро останавме ние тројцата. И го побарав од господинот Белевски, пехарот, да го земам оваа вечер кај мене. Он вели, земи го сачмо, добро му викам, утре ќе го вратам. И како да сум знаел дека ќе ми помогне таа вечер. Некаде во 5-6 саатот изутрината, одејќи кон дома, ме застанува полиција. Каде, еве му викам, се прибираме на кај дома, од каде идиш? Од хотел Фени, што правите, славеме за... Абе, како? Еве му викам, гледа го пехарот, ево го на задното седиште, пиеше, сега му викам, да ве лажам срамота. И така пехарот, бидејќи беше на задното седиште, и го замолив, еве му викам, уште 100 метри, тоа беше кај вториот триаголник, на кај Ватеше, му викам, уште 100-150 метри, и сум дома. Не можам да се сетам кој полицаец беше, ме свана дека прославувавме освојување на титула, а и пехарот беше како гаранција и потврда, и така јас си отидов, благодарение на пехарот, без казна до дома. Одеме и со вториот дел, исти снимки, расположени луѓе. Ево го Столе Ристевски Тарзан, поздрав до него. И тој, Бате Петрзанов, Трајче Мукетов, домачинот на клубот. Столе Ристевски Тарзан долги години беше инволвиран и во машката и во женската кошарка, но по доаѓањето на спонзор Тодор Белевски, тогаш женската екипа се одвои од машката. Овие девојки се присеќам сега, некој Менче Милошева, таа сега живее во Австралија, Зорица Чемерски живее во Германија, за тие што знам. Тука некаде ја гледам во орото и сестрите Пешич. Шефе, како се викаше на Дивна Пешич? Сестрата на Дивна Пешич? Катерина, мислам. Да, и тие живеат во Америка. Ке ги видиме исто тука во оваа забава. Иначе знаеме Дивна Пешич е двократен учесник на Олимписките игри. Исто така и познат уметник, Цветанка Лазовска, Весна Димовска, Ева Зорица сега Чемерски, Катица Трајкова, Тодорка Делова и многу други млади кошаркарки кои беа дел од екипата на Тиквеш Флорида. Не, секој по својот пат, па веќе и Маријан помина 27 години, секој по својот пат. Тоа е релативно долг период, 26-7 години. Али ете остануваат успомените. Ова е едно добро искуство од тоа време. Инаку, браќата Далтон ги гледаме, тие јас ги донесов на оваа забава, тие цело време, додека дојдеме во саличката, беа со мене, затоа што имав проблеми со гардеробата, отидовме до кај мене, ева, ја гледаме Дивна Пешич, тука е и низината сестра, инаку таа во овие години е познат уметник кој изложува уметнички дела во Америка и широм по Европа и светот. Поздрав и до неа.
И тренерот Видој Секуловски. Само да најавиме дека ево држијата ми јавуваат, дека да ве информираме дека редовно ќе оде после оваа пауза, кратка пауза што ја имавме, 2 пати неделно, исто така во среда и петок и реприза во недела. И ова е шпицата, она е шпица која редовно од трибините се слушаше кога екипата на Тиквеш Флорида оде во напад. Тоа е заштитниот знак на кошаркарската екипа на Тиквеш Флорида, тренерот Видој Секуловски. Да, ми се чини дека со оваа химна, со оваа песна почнуваше програмата на Радио Кавадарци, но ете, ево го Тони Циглата нешто вика помени, Джони Мони, и така, ете, најавува дека ќе славиме до Мув Пуф, но ова е некаде периодот пред полноќ, а до крајот на забавата Мув Пуф фалат уште 6 сати, и таму веќе спомнав дека некаде пред полноќ доаѓаат специјалната единица Кадро Кавадарци, Пецо, Ико Матниот со сета екипа жива музика, и после што се вели до крајот не се знаеше кој пие, кој јаде, забавата доби во темпо. Но тој дел од забавата го нема. Едноставно, не знам, исчезна, го снема. Ако случајно го најдеме, ќе го емитуваме нешто покасно. Покасно се разбира во продолжение на овој серијал спортски Времеплов. И ова се последните снимки. Ете, почитувани гледачи, од прилика така изгледаат освојувањето на титулите од самиот почеток, собирање, патување, надпревар, враќање, пречек на площадот и оваа прослава во малата саличка во хотел Фени. Се надевам дека во продолжение исто така ќе имаме интересни прилози и видеоклипови кои ќе го задржат вашето внимание. И на крајот, како што доликува, браќа Далтон и ева го освојувањето на купот на Македонија. Поздрав и пријатно до следната средба. Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.